Да, се враќаме повторно во студиото. Со мене е Ристо Савески, председател на Младинскиот образовен форум. Добар ден и добри дојде. Ќе разговараме за последиците од 3 месеци, да кажам, помина од одлуката на американската администрација за замрзнување на активностите поврзани со американската странска помош. Голем број на граѓански организации можеби и се затворија, планираат начини како понатаму да делуваат. Голем број на активности се прекинати, но од оваа временска дистанца, 3 месеци после одлуката, кои се практично последиците, Ристе? Овие 3 месеци ни дадоа простор да создадеме една јасна слика што се случува, иако можевме да предвидиме уште од самиот почеток дека ситуацијата навистина ќе ги промени, самата одлука за прекин на средства ќе промени драстично атмосферата на функционирање во граѓанскиот сектор. Конкретно е можеби првично за Младинскиот образовен форум, како тоа директно наиде на сите оние активности кои што ги имате отпочнато, дел од нив веќе се во напредни фази и така. Ние главно имавме 3 големи проекти со американски извори на финансирање. Едниот беше проект за медиумска писменост, едниот беше за вработување и подготвеност на младите за пазарот на трудот и третиот, кој не е директно од USAID, меѓутоа повторно од американски извори, од NET, беше за свесност за младите, за онлайн активизам, односно воопшто како младите треба да го перцепираат тој медиумски простор. Зошто ги напоменувам темите? Затоа што се навистина битни односно ние сметаме дека се битни младите да ги подробно да ги сватат за да стекнат многу повеќе вештини, да се снаоѓаат во денешниот простор, онлайн простор, информациски простор, подготвеност на пазарот на трудот. За жал, таа несреќна одлука на новата администрација во Соединетите Американски држави ги прекина сите проекти кои ги имавме, а ми се чини дека и сите останати проекти кои беа активни тука и кои се спроведуваа преку Агенцијата на Соединетите Американски држави за помош, односно USAID. На кратко, ова не е, ќе речам сега, можеби само финансиски, туку еден системски шок практично за граѓанскиот сектор. Во последната колумна велиш граѓанското општество е далеко од безбедно. Имаше одредени полемики уште на самиот почеток дека ситуацијата нема да има никакво влијание на граѓанскиот сектор, што гледајќи и земајќи во предвид големината на поддршката што Соединетите Американски држави ги пружаше за граѓанските организации, беше просто невозможно и се докажа 3 месеци подоцна дека е невозможно да останат голем број на организации безбедни. Значи, доста голем број на организации мораат да стават клуч на врата. Ова особено се однесуваше на малите локални организации со кои сме соработувале на локално ниво, бидејќи тоа се организации кои функционирале со еден или двајца луѓе, добивале некаков вид на поддршка преку нас, преку други големи национални организации и имале плюс мали проекти кои ги аплицирале конкретно кај USAID, преку USAID, и едноставно прекинот на сите овие извори одеднаш значеше дека треба да затворат. Морам да истакнем дека во тој вакуум кој се создаде на поддршка, Европската Унија, од која се очекуваше најмногу да излезе во пресрет на граѓанските организации, немаше никаков практично одговор, ниту желба за проценка, за анализа на самата ситуација. И ова е поразително затоа што Европската Унија и делегацијата на Европската Унија во Скопје соработува моментално со голем број на организации кои се затекнати од самата ситуација, а Европската Унија беше природен опонент, не во негативна смисла на зборот, него алтернативен извор на финансирање после Соединетите Американски држави, меѓутоа се покажа оние стереотипни размислувања околу бирократијата во Брисел и колку Европската Унија е способна да
направи некои брзи измени, брза флексибилност. Дополнителен, да го речам, предизвик на проектите е барањето на донаторите за кофинансирање. Што практично тоа значи? Тоа барање постоело од секогаш, меѓутоа во мноштво на проекти сме можеле некако како граѓански организации да се покриеме. Тоа всушност значи дека ако одреден проект целосната сума му изнесува 100.000 евра, а условот на донаторот е 10% кофинансирање, тоа значи дека ние 10.000 евра треба да ги приложиме од сопствени извори или од други извори, за да се даде некаков гарант на донаторот дека нема да има манипулација на средствата. И сега во други околности, повторно ќе споменам, кога постоеле повеќе проекти на иста тематика, можеле да се покријат тие проценти на кофинансирање, меѓутоа инсистирањето и во вакви околности на проценти на кофинансирање представува дополнителен предизвик и пречка за спасување на граѓанскиот сектор, и тоа го зборувам како голема организација, да не замислиме што значи тоа за малите организации кои сега сите организации, целиот граѓански сектор аплицира на едни исти повици, бара една иста помош, односно ограничени се можностите за спас на граѓанскиот сектор. Каде ќе се бараат сега, еве спомена, нели аплицирате можеби на исти извори, меѓутоа каде конкретно еве ќе се бараат алтернативните решенија? Па политички гледано, Русија и Кина се противниците на Соединените американски држави, меѓутоа Русија и Кина не нудат таков вид на развојни програми и помош за граѓанскиот сектор, бидејќи нивната политика е сосема поразлична од развојни програми. Тоа ја остава Европската унија и земјите членки на Европската унија и воопшто европските земји. Претежно таму е свртен целиот граѓански сектор. Имаме информации дека на одредени фондови на регионално ниво зголемени се за 40% апликациите, што мислам дека и многу е подценета бројката отколку на вистина е зголемена самата конкуренција. Дури одредени фондови... Тоа сакаш да кажеш има дополнителен притисок на развојните програми на другите држави? Да, дефинитивно има огромен притисок, меѓутоа јас лично се сомневам колку и самите развојни програми се спремни и се флексибилни за самата ситуација. Бидејќи кога настана самава ситуација после 24 јануари, голем дел од развојните агенции се фокусира на организации кои се практично преголеми да пропаднат, како што се подружниците на Обединетите нации, тука кои обстојуваат и функционираат во Македонија. Младинскиот образовен форум спомена на 3 поголеми проекти работи. Што е со останативе проекти, како ќе ги креирате, како ќе ги реализирате? Па сме подпишале одредена регулатива, одреден договор сме дали збор на самите донатори. Проектите мора да се завршат. Меѓутоа, сега и на самите гледачи да не настане некоја конфузија, не станува збор за суштината на самите проекти, односно да ги имаме проектите колку да ги имаме. Станува збор за сите работи што сме ги нуделе преку проектите, односно прекинот на овие средства, прекинот на проектите значеше прекини на голем број на услуги кои ги нудиме на локално ниво. Некогаш се работи или за ранливи категории на граѓани, така? Она што ние навистина бевме фокусирани одреден период е да вклучиме секаков вид на маргинализирани млади луѓе, затоа што претежно работиме со млади, со средношколци. И она кое навистина мене при срце ми е многу битно е тоа што работевме со млади кои се инфраструктурно отсечени од останатиот дел од државата. Значи, после пандемијата, секаков вид на превоз до Скопје или до околните градови е прекинат. Зборувам сега за источниот дел од Македонија, Делчево, Пекчево, Кочани. И кога сме организирале настани со физичко присуство, тоа навистина значело за младите, затоа што освен социализација и дружба, стекнување на нови познанства, стекнували голем број на знаења, вештини кои, апропо темата која ја имавте со претходниот соговорник, не може да се научат во училница, не може да се научат на училиште. Значи, тоа се работи кои сме ги нуделе и кои за жал сега добиваат одредено ограничување. Ние сепак
Ќе се потрудиме да продолжиме со тоа што го нудиме до крајот на учебната година. Предизвикот е зашто она ќе се случува од следната учебна година. Така, голем број на луѓе од затварањето на барем оние помалите организации што го спомена, практично значи дека голем број на луѓе ќе останат и без работа. Ако вака можеби сега би можеле од оваа временска дистанца 3 месеци или после одлуката на американската администрација. Вака гледано, имате ли некои бројки за тоа колку луѓе останале без работа? Бројките на глобално ниво се страшни. Тоа се 176.800 луѓе по последните проценки кои ги имаат направено, и ова не се нови отпуштања, туку како што се дознава дека имало отпуштање на персонал, само се ажурираат бројките. Во Македонија од неофицијални извори од Агенцијата за вработување дознавме дека 400 луѓе кои биле пријавени на проекти во граѓанскиот сектор ја побарале онаа помош која нуди државата во случај на отпуштање поради деловни причини. Што значи бројката е уште поголема, се разбира има луѓе кои не посегнале по оваа мерка, меѓутоа сега тоа се 400 луѓе, како што пишуваме во самата колумна, тоа се 400 фамилии, 400 различни приказни кои директно нивното секојдневно живење зависело од овие проекти. Се разбира сега некој ќе го квалификува ова како странски платеници, нели оној наратив кој постои за граѓанскиот сектор веќе многу подолг временски период, и него негирам дека постоеле и ќе постојат луѓе кои ќе го искористуваат сето тоа. Меѓутоа, јас повторно би го акцентирал на кое позитивното за кое го работиме, односно сето она што го нудиме на младите, сите вештини што им ги нудиме да ги научат, што не можат никаде на друго место да ги научат. Така, ништо што не се мери само можеби во бројки и во извештаи, туку практично применето во пракса директно со младата популација. Се надевам дека ќе имате решенија на голем број на проблеми кои што ќе излезат како предизвик, бидејќи Младинскиот образовен форум работи одамна и работи директно со младата популација. Верувам дека ќе најдете и нови проекти и нови извори за реализација на она што сте го започнале и можеби продолжување на нови проекти во иднина. Искрено се надевам и јас. МОВ постои 26 години оваа година. Постојат и многу други организации, големи, мали, кои работат долг временски период, и се надевам дека Европската унија во целост, меѓутоа и земите членки на Европската унија и останатите развојни агенции ќе се освестат и ќе се решат да ни помогнат, односно да го потпомогнат граѓанскиот сектор во овој критичен период. Така. Ви посакувам успех и во иднина и секако многу реализирани проекти. Ти благодарам за гостувањето и се гледаме во следна прилика да поразговараме можеби на оние теми кои што директно нели ги работите за младите. Благодарам на можноста. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете на програмата на Телевизија 24, не го менувате каналот. За кратко следуваат вестите од мене. Пријатен ден.